Благодарам. По завршувањето на пресконференцијата на членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН доктор Игор Николов, сега пристапуваме кон одговарање на прашањата кои што беа испратени до пресцентарот на ВМРО ДПМН. Бидејќи голем дел од нив се скоро идентични, би започнал во два дела. Најпрво ќе прочитам три, па подоцна другите. Еден ден по седницата на Советот за безбедност, на која беше продолжена вонредната состојба, Оливер Спасовски во улога на партиски представник изјави дека изборите ќе се одржат на 5 јули. Дали можеме со сигурност да се каже дека ова ќе биде датумот кога ќе се оди на гласање, има ли компромис за тоа? Следно прашање, коментар за изјавата на Оливер Спасовски дека изборите ќе се одржат на 5 јули е фиксиран датумот. Трето прашање кое реков е дури идентично, дали ВМРО ДПМН ќе оди на избори на 5 јули, дали би прифатило лидерска средба? Да одговорам на овие три, па веднаш ќе продолжам со другите. Оливер Спасовски повика на избори на 5 јули во деновите кога се достигнува пикот на заразата со над од 80 на заразени. Односно во денешниот случај неофицијалната бројка од над 80 заразени е навистина голема и го достигнуваме вториот пик. Ова е страшно и ова е загрижувачки, тоа значи дека Спасовски заев се директно одговорни за секој еден заразен и почина човек поради заразата со ковид, затоа што тие наместо заштита на здравјето, паметот им е како да седнат во фотелите. Поголема зараза од ковид е заразата на лудилото наречено Заев Спасовски, која втурнува свесно државата во изборна кланица каде што ќе броиме ново заразени, ќе броиме жртви наместо гласови на денот на изборите. Заев и Спасовски стануваат джелатите на сопствениот народ и губат контрола над работите. Во оваа држава приоритет број 1 мора да биде здравјето на граѓаните, а не личниот интерес на политичари на кои што им завршува кариерата. Лошите резултати со кои се соочуваме денес се последица на лошото менаџирање во текот на изминативе 3 месеци. Тоа е она кое што подобро го објасни и доктор Игор Николов и Комисијата за заразни болести која работи по диктат на Заев, наместо да работат самостојно, беа само нем извршител на диктатите и политичките желби на Зоран Заев. Во однос на фиксираниот датум за избори 5 јули, кога би се случиле изборите, не само што е несериозно, туку е морбидно, бездушно и нечовечки, во ден кога имаме над 80 заразени да се зборува за избори во време кога броиме секој ден по неколку човечки жртви. За жал, овие бројки секојдневно се зголемуваат и многу е нечовечки и морбидно и бездушно да се говори на тема избори, туку во моментов треба единствено да ни е во интерес здравјето на граѓаните и како да ја намалиме бројката на смртност, бидејќи гледаме дека во моментов Република Македонија е со највисока смртност во регионот. Тоа е во однос на претходните прашања. Продолжам со следното прашање. Носителите на СДСМ почнаа со агенда на терен и теренска кампања. Ваш коментар околу ова? Повторно ќе повторам. Ова е навистина нечовечки, морбидно и бездушно да се оди во кампања, да се агитира за личен интерес, за да се седне во фотелја во денови кога броиме над 80 заразени. Повторувам, над 80. Го достигнуваме вториот пик уште во моментов. Сите од СДСМ го предвидува во септември, ние го достигнуваме во јуни и во тие моменти овие луѓе кои што единствено им е важна фотелјата, бизнисот и да си ја спасат кариерата, одат во кампања, низ градовите, директно се сретнуваат со луѓе и се потенцијални луѓе кои што може да ја шират и пренесуваат заразата. Ова е навистина нечовечки и ова е само уште еден лицемерен гест од страна на СДСМ, која што вели дека здравјето на граѓаните е најважно, а оди директно го загрозува здравјето на граѓаните. Јас не би сакал да помислам дали ќе сносат и како ќе сносат одговорност, доколку за 10, 12, 14 денови од сега имаме сериозна бројка на заразени онаму каде што во моментов гледаме дека имаат и се помасовени собери како дел од нивната изборна кампања која што ја тераат
а датум за избори се уште нема и на никој не му е ниту на памет да зборува за избори. Така да, уште еднаш ќе повторам, овие луѓе навистина се нечовечни и бездушни и морбидни, кога одат во кампања и агитираат на терен помеѓу граѓаните во време кога имаме над 80 ново заразени. Тоа беа прашањата, благодарам.